Добро утро. Гейм клубот ми се чини полн, па мислам дека можеме да почнеме. Почитувани гости, учесници на денешната јавна расправа по нацрт амандманите за измена на Уставот, од името на Фондацијата Отворено општество Македонија, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, ЛГБТИ Центарот за поддршка и Македонскиот центар за европски тренинг, би сакала да ви посакам добре дојде. Веќе 2 месеци сме во постапка на измена на Уставот, а во јавноста слушаме многу малку за тоа што значат овие измени. За подобро разбирање на уставните измени не помага многу читањето на образложенијата на амандманите кои се штури, неиздржано и несоодветно дадени. Кусата собраниска расправа на крајот од минатиот месец беше исто така несвојствена, ако се има предвид дека станува збор за едни од најкрупните промени на Уставот, по измените кои беа направени во 2001 година, кога се усвоија 15 амандмани, и измените од 2005 година, кога беа усвоени 10 амандмани. Вообичаено за вакви крупни измени на Уставот е да постои јасна основа, односно стратегија. Кога во 2005 година се носе амандманите со кои се направи една од најкрупните реформи во правосудството, како водилка и како основа постоеше стратегијата за реформа на правосудниот систем. Тогаш јавноста не само што точно ја знаеше целта на измените, туку беше јасно и кои промени и последици таквите измени ќе имаат врз правниот систем. Уставните измени за кои пак дискутираме денес немаат јасна, отворена и заедничка стратегија. Па така граѓаните не можат да знаат какви последици врз општествениот живот ќе донесат овие измени. Она што се чини заедничко на некој начин за најголем дел од амандманите е нивната декларативна заложба за промени. Например, се предлага амандман кој го регулира бракот и има за цел наводна заштита на семејството, а во Република Македонија се поголем број семејства живеат во сиромаштија, без соодветна институционална поддршка, а жената пак во Република Македонија е се повеќе деградирана. Понатаму се предлага уставно регулирање на задолжувањата од страна на оние кои постојано наводат кон нови задолжувања. Се предлага уставно регулирање на институцијата Државен завод за ревизија, чија досегашна работа и наоди беа постојано игнорирани од властите. Исто така се предлага крупна реформа на работата на Уставниот суд во момент кога е спорен неговиот состав поради политичкиот избор, а човековите ресурси на судот се недоволни. Имајќи го се во ова предвид, на денешната јавна расправа поканивме говорници кои може да говорат стручно, отворено и со конструктивна критика да пристапат кон соодветните амандмани. Заради поинформирана дискусија до јавноста дистрибуиравме и општи согледувања, коментари на предложените 7 амандмани, доставени се од страна на организаторите на оваа јавна расправа. Исто така би сакала да нагласам дека дебатите во ГЕМ се отворени за вкупната јавност и дека за цаа цел денешната расправа може да ја следи што поголем дел од јавноста преку преносот на настанот во живо на www.voživo.mk. Би сакала сега да ја отвориме јавната расправа, која ќе се одвива во 3 сесии. Првата сесија е посветена на амандманите со кои се регулира уставната жалба и судскиот совет. Говорниците се овде со нас. Во втората сесија ќе се дискутира за економските аспекти на уставните измени, односно за задолжувањата, за слободните зони и за позицијата на Народната банка. Во третата сесија ќе дискутираме за регулирањето на бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена. Но предходно ќе му дадеме збор на професорот Светомир Шкарич, кој накусо ќе даде воведни забелешки за измените во целина. Професоре, повелете. Добро, благодарам. Здружение или група на граѓани кои се залагаат за европска интеграција. Во последно време повеќе се бавам со европско уставно право, отколку со
националното уставно право и драго ми е што и вас ке можем да ве вклучам во тој голем научен проект. Пото драго ми е што се гледаме со некој како што е Гордана после Вартоломејската ног. Така ли имаше една таква Вартоломејска ног? Фала му на Бога што преживеавме и еве што се уште сме живи и што денес ке се сочиме со одредено насилство кое е поопасно од Вартоломејската ног. Јас ке се обидам како професор по уставно право од гледиште на уставната теорија, уставната историја и од гледиште на нашиот устав како конкретен правен акт да дадам неколку глобални општи оценки за предложените амандмани со конкретно посочување на одредени амандмани за кои што се репрезенти на една таква глобална оценка со цел не само секцијата во која што сум јас присутен туку и другите две секции да можат тие мои општи оценки од економска гледна точка и од други гледни точки да ја прифатат или да ја отфрлат. Мислам дека кога ја добив поканата и особено агендата, одлучив целосно да се вклопам во агендата вие што ја предлагате. И оттука насловот на моето излагање или поентата ќе биде на насловот што вие го создадовте. Тоа е наметнат устав. Кога прочитав, брзо забележав дека авторот на тој термин добро го познава уставното право, добро ги следи моите предавања, со тоа што иновира и во областа на терминологијата. Наместо подарен устав или октруиран устав, тој создава термин наметнат устав. Таа оценка ја извлекува од постапката по која се донесуваат предложените амандмани. Постапката е многу брза, итна, постапка која секојдневно ја гледаме кога се донесуваат законите во собранието, и тој забележува дека и овие амандмани ја доживуваат судбината на закони по итна постапка. А се знае од секогаш тој што брзо може да падне на патот по кој што се движи. Особено ако не направил добра обсервација и ако нема солиден увид на состојбите со кои што се судрува сегашноста, а уште повеќе иднината. Со овакво брзање и со оваков концепт нацрт амандмани, владата како овластен предлагач на уставните промени на сликовит начин ја демонстрира својата омнипотентност и во сферата на уставотворната власт. До сега ни е позната нејзината омнипотентност во голем број области, но овој пат одлучи таквото лице да го покаже и во најделикатната сфера на човечките односи, а тоа е уставотворната власт. Власт која треба да креира, власт која треба подеднакво да води сметка и за минатото, и за сегашноста, и за иднината. Влада како предлагач, како извршна власт, се дрзна и во таа сфера да го има главниот збор. Власта на народот, јас ја означувам како и старите римјани потестаст, владата ја заменува со својата власт аукторитас. Сето тоа се случува во времето на премин на Римската република во принципата, потоа и во империја. На таква семокна влада полесно им е на пратениците на парламентарното мнозинство, но и на оние трите симпатични пратенички што ја напуштија опозицијата, да кажат уи, да, отколку не. Слично на француските пратеници од времето на Наполеон I Бонапарт. Тогаш, Гордана се сеќава, го уфрливме во игра која е поврзана со нашето секојдневие Кромвел.
сега е на дело Наполеон I Бонапарт. Од гледиште на уставната историја, само ве подсеќам на уставите што се донесувани во негово време. Цела една серија на устави. Предложените амандмани, овие што ги предлага владата, може да се наречат од гледиштето на нивната содржина. Не од гледиште на процедурата, од гледиште на нивната содржина. И како контраустав на овој постојниот. Станува збор за нови форми, нови уставни термини и категории со кои што јас прв пат се сретнувам, кои им противречат и на преамбулата, и на темелните вредности на уставниот поредок утврден со постојниот устав од 1991 година. Тоа важи особено за амандманот 34, која воведува меѓународната финансиска зона, како издвоена географска локација во доменот на уставното и на меѓународното право. Во доменот на уставното и меѓународното право. Тие категории уставно и меѓународно право во образложението не се наведуваат ниту во содржината на амандманот, но јас сега ги истакнувам, затоа што се тие клучни. Тамо се наведува дека зоната ќе биде надвор и од граѓанското, и од даночното, и трговското, но ни збор за тоа дека е надвор и од уставното, и од меѓународното право. Со наведениот амандман, имајќи во предвид неговата содржина и консеквенции врз постојниот уставен поредок, се врши уставен удар врз постојниот уставен поредок на Република Македонија. Овој удар кој што е сега на дело или кој сака да се оформи како таков, е посилен и пораздорен од ударот што го направи Законот за собранието на Република Македонија од 2009 година. Станува збор за оној удар за кој што зборев, удар врз парламентарната демократија, удар кој беше вовет во насилството од 24 декември 2012 година. Означен од директорот Милчин како врателомејска ноќ, а јас потоа го прифатив тој термин, напишав текст од таа расправа, но вестникот во кој што работи Дувњак немаше храброст да го објават. Тоа што зборува? Тоа зборува дека најдобрите вестници наши се под автоцензура. Ако, тоа ми дава уште повеќе волја да бидам повнимателен, но уште поостер и попрецизен. Предложените одредби во наведениот амандман, на него посебно се задржувам, иако и економистите ќе зборат од економски аспект за него, јас само од уставно-правен аспект, тоа го кажувам, таквиот амандман со такви решенија има разорно дејство врз македонската државност, вклучувајќи ги одлуките на АСНО, како и врз целокупното право и правосудниот систем на Република Македонија. Овој амандман лично ценам ќе биде најголемата пречка за зачленување на Република Македонија во Европската Унија. Сакам гем тоа да го има во предвид, посебно ако се имат во предвид основните карактеристики на европското право и на веќе конституираното европско уставно право, од чија област деновиве пред месец дена се одбрани првата докторска теза под моје раководство на Правниот факултет во Скопје. Брзо ќе уследи и формирање на Сдружение за европско уставно право. Овој амандман е голема пречка за сите тие активности и најголем удар врз македонското право од гледиште на
европското право. Од предложениот текст на тој амандман, а особено од кусото образложение на наведениот амандман, владата предлага Република Македонија да има и втор устав. Секундум конституционем. Јас овде и латински термини ќе видите во текстот ги наведувам за да можат тие термини уште повеќе да го појаснат поимот и тоа што го кажувам и пишувам на македонски. Бидејќи се тоа термин општо прифатени во споредбеното уставно право. Овој устав од 1991 година, заедно со 32 амандмани, е првиот, а вториот е амандманот 34. Тој амандман го сведувам на ниво на категорија устав. Тој вториот устав е паралелен устав претерконституционен. Не станува збор за дополнување на едниот со другиот устав, туку станува збор за нивно меѓусебно исклучување. Станува збор за два конкурентни устава. Цицерон би рекол, хуком, кој кого овде ќе го надвладее? Ја мислам дека овој помалиот ќе го надвладее, пообемниот, постариот, како што и помладите луѓе ги совладуваат постарите, особено ако старите немаат сила да се спротивставуваат и да покажат енергија. Јас затоа одам редовно на плажа за да имам енергија. Ево и таков дојдов и денеска на оваа расправа. Гледате? Со тен, така е. Кога е во прашање овој втор устав, овој амандман, бидејќи има разорно дејство врз државноста, овој пат председателот Иванов не смее да се држи по страна и да молчи. Барем кога е во прашање амандманот 34. Јас ќе бидам задоволен да каже бар два збора за овој амандман. Другите не мора да кажу, али за овој треба да каже. Со овој амандман недвосмислено се удира против неговата парола од изборната кампања државата пред се. Еве овој пат гледате колку водам грижа за неговиот интегритет. Ако чуе добро, ако не чуе, и понатаму ќе продолжам. Не, ќе продолжам да му помагам, да го советувам, да нешто превземе од гледиште на заштита на уставниот поредок на Република Македонија. Но овој пат мора нешто да превземе и за заштита на уставното право на Европската Унија. Бидејќи декларативно се определува за македонскиот пат кон Европската Унија. Ако не каже ни еден збор, тогаш јасно може да се заклучи дека и тоа е против зачленувањето на Република Македонија во Европската Унија. Го споредувам сега со поранешните председатели. Тие не молчеа кога на дневен ред беа уставните промени. Напротив, јавно го кажува своето мислење, било како предлагачи на уставните измени, или како автори на одредени пишани текстови доставени до надлежните органи кои тие приметби и забелешки треба да ги имат во предвид. Председател Глигоров беше овластен предлагач за донесување на Уставот на Република Македонија 1991 година. И два пати имаше настапи во собранието. Особено вториот настап се случи во најтешките кризни моменти кога беше доведен во прашање усвојувањето на Уставот од 1991 година. Имаше храброст и се појави. И тогаш успеа кризата да ја извлече најмногу поради тоа што беше асномец. Председателот Трајковски беше овластен предлагач за амандманите од 2001 година. Изборуваше пред пратениците во собранието, иако интимно не се слагаше со тие амандмани. Но сепак на државна функција и треба да го направи тоа што моментот го налага, наспроти неговата етика. А председателот Црвенковски достави свое мислење во пишана форма за амандманите од 2005 година. Тој не сакаше да биде дел од тимот предводен од владата на СДСМ. Напротив, действуваше самостојно, бар кога се во прашање уставните измени во тој период,
со чувство за потреба за почитување на начелото на поделба на власт. Знаеше дека без поделба на власт нема устав. Како да ја прочитал француската декларација од 1789. Земја што нема поделба на власт и гарантирани човекови слободи и права со судски пресуди, нема устав. Ние се уште сме заљубени во текстот на уставот, а не во неговата заштита, но ќе дојде и тоа време. Сите претходни уставни измени се правени претежно или во најголема мера со меѓупартиски договор. Освен амандманските промени од 2009 и 2011 година, кога на власт беше коалицијата, ова сега да не ја споменувам. Али сепак ја кажам ВМРО, ДПМН и ДУИ. Тој преседан продолжува и натаму, во времето кога на власт е истата коалиција. Тоа е голем проблем. Тоа е вистинско невреме за Република Македонија. Ништо без договор. Пак ќе мора да се вратат на тој договор. Нема друг излез. Грдите слики што доаѓаат од собранието на Република Македонија и од седницата на Уставната комисија зборуваат најдобро во каква состојба денес се наоѓа уставотворната власт и на што е таа сведена. Нацрт амандманите во собранието се утврдуваат со низок праг на гласови, со распон од 66 до 68 гласа. А во Комисијата за уставни прашања со 9 гласови, без да се чуе ниту едно стручно мислење. Јасно е што може да биде и каков може да биде квалитетот на било какви донесени амандмани. Во тоа невреме што не наоѓа веќе подолго време, најмногу се слуша гласот на заменикот министер за правда. Четвртото скалило во хиерархијата на функционерите во владата. Го нема премиерот да каже нешто да се појави пред пратениците. Ги нема министрите. А еден министер за финансии, кој се подпишува како заменик председател на владата, од време на време нешто ќе каже и тоа претежно конфузно. Особено е конфузен кога кажува дека во таа зона ќе биде применето англосаксонско право, без да знае дека на континентот нема Англија, не постои Англија. Во такви услови собранието на Република Македонија не може да ја врши уставотворната власт на начин што соодветствува на карактерот и значењето на уставното право. Тоа лесно ќе можете да го заклучите и од ова дебата, делумно и од моето излагање за какви суштински, суптилни проблеми станува збор. Уште помалку може да ја користи овакво собрание, оваква уставотворна власт. Уште помалку може да ја користи моќта на правото, како фактор што ја создава јавната сфера и целата државна организација. Прочитајте го алот. Идејата е содржана и во 24-ти амандман. Може да влече напред, но може и да растура. Зависи кои со какви идеи располага. Од друга страна, владата ја користи моќта на уставното право во сферата на економијата. Ете и мене некогаш да ми искористат за нешто. Со помош на уставно право и на уставните норми, владата сака полесно да ги решава економските проблеми во земјата. И со помош на уставна заштита да се обезбеди од големата неодговорност за нерационално трошење на парите. Но тоа економистите ќе го кажат подобро од мене. Тоа не е видливо само од меѓународната финансиска зона. Тоа е најдобро видливо од амандманот посветен на банката. Во демократските држави
уставите се донесуваат врз широка основа, со можност, со највисок консензус на политичките сили и врз основа на темелна стручна подготовка и живи дебати. Заблуда е ако се мисли дека уставните измени може да се донесуваат во парламентот избран на непосредни избори. Тоа е второстепено скалило. Првобитна е власта на народот, потестас, а ова е изведена власт. Поголема заблуда е ако се мисли дека е нормално собранието да донесува уставни норми без учество на парламентарната опозиција. Тоа е како да возите автомобил кој има цилиндер, а нема клипови. Зарибува веднаш. Па и гледате зариба по насилството од 24 декември. Зариба. И реков, од тогаш Македонија нема власт. Па и сега нема власт. И ово е власт која врти во празно. Но, најголема е заблудата кога парламентарното мнозинство се поистоветува со народот. Оваков каков што е. Историјата на европската уставност недвосмислено покажува дека во поимот народ не влегуваат власта и привилегираните слоеви. Во поимот народ влегуваат оние што денес не се ништо, а тоа сме ние. А утре треба да станат се. Не знам дали Заев ме слуша. Веројатно ќе ме чуе. Тоа веќе се случи. Имаме такви бројни историски примери. Третиот сталеж во Франција пред француско-буржуаската револуција не беше ништо. Но брзо стана се. Ја донесе знаменитата декларација од 1789, веќе што ја спомнав. Го донесе и по 2 години првиот устав модел, монархиски устав, но модел на парламентарна демократија до денешен ден. Тоа што се урива во Македонија веќе неколку години. А разбирливо е што уставните промени мора да се подготвуваат темелно и што предизвикуваат голем интерес во јавноста. И мислам дека ова фондација добро е што се вклучува. Покажува што значи сенс за општествените промени и што значи да се има некоја представа за местото и улогата на цивилниот сектор во тие промени. Станува збор за правен акт со најголема правна сила, што важи за сите. Освен овие, ако дојдат во таа географска финансиска зона, нема да важи. Али ќе видиме, ќе се бориме. Но, и од ова уставна, реков, важи за сите, но за овие нема да важи, а нема да важат некои норми за владата до 2017 година. Уставот влегува во сила од моментот на неговото прогласување. Но амандманот за буџетскиот дефицит и за јавниот долг ќе влезе во сила дури во 2017 година. Како што веќе е вообичаено, законите да се донесуваат и од гледиште на уставот влегуваат во сила, но нивното извршување се одлага за некое недогледно време, сега на ист начин се постапува и со уставот. Што значи тогаш правна сила? Кој е тој комодитет и неодговорност еден акт кој што се објавува во службен вест? И за закон зборуваме, а за уставот посебно, влегува во правна сила, а неговото дејство се одлага. Тоа уставна теорија не го познава. Со овакво одлагање на одредени одредби да влезат во сила, владата си обезбедува привилегија во траење од 3 години. Си обезбедува комотна позиција во трошењето на народните пари. Затоа Имануел Сиес, еден од главните актери на француската револуција, има право кога привилегираните не ги смета за дел од народот. Еве ви кажувам сега со овие неколку примери колку е убаво да се биде
дел од народот, но само под услов да не сме привилегирани. Па да бираме сега. Првото е потешко, но подобро, историски гледано. Со желба уставните промени да поминат полесно, предлагачот се служи и со лукавство. И тоа е веќе сега една стручна анализа. За лукавство што не е забележено во нашата досегашна уставна историја. Предлагачот го префрлува ставот 1 од членот 9 од Уставот на НРМ во амандманот 39, со кој се регулира уставната жалба, а тоа не го кажува ниту во нацртот на амандманите, ниту пак во јавноста тоа се забележува. А тука е кваката. Тука е кваката, особено на првиот амандман, на 33-тиот амандман. Ставот 1 од членот 9 гласи, јас сега ќе ви го наведам за да имате впечаток за што станува збор. Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Завршен цитат. Од наведениот цитат отпадна зборовите граѓаните на Република Македонија, значи и гем отпадна. А остатокот од текстот се додава на амандманот 39 точка, без тоа, точка прва, без тоа да се наведе во точка 4 од амандманот 33. Вие ќе го имате текстот на располагање, така да ќе можете подобро да го контролирате тоа што го кажувам. Значи се врши груба интервенција во едно основно човеково право. А тоа на перфиден начин, се заскрива од пратениците во собранието, од носителите на уставотворната власт. Значи, владата нема почетни кон собствените пратеници. А верувам нема почетни кон собствената партија. Ово веќе не е ни партиско, ни парламентарно прашање. Ово е нешто поголемо од сето тоа. Лукавството не запира тука. Од членот 110 од Уставот на Република Македонија отпаѓа одредбата со која е предвидена, цитирам, забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Затварам цитат. Значи, отпаѓа забрана. Очигледно е дека наведената одредба заедно со одредбата од членот од ставот 1 што веќе го наведов, се пречка за дефиницијата на бракот и на вонбрачната заедница, онака како што се формулирани во амандманот 33. Предлагачот е свесен дека со предложената дефиниција за бракот и вонбрачната заедница ќе има тешки проблеми, ако претходно уставниот текст темелно не го очисти, а при тоа властите да не се сетат. Сите да бидеме во заблуда, сите да голтаме. Тоа што ќе ни го даде. Се забрзувам брзо. Добро, ме ослободуваш од посложените прашања. Ако тоа е и воведот. Но, изгледа дека не е свесен дека развојот на еднаквоста никој не може да го запре. Дека сите настани, сите големи личности во историјата му служиле на тој настан, на тој постепен и незапирлив развој и дека не е мудро било која државна власт, независно за која станува француска, американска или македонска, да го запира тој развој. А сега ќе завршам, али само со тоа прашање, не брзете, колешки. Токвил е во право кога смета дека постапниот развој на еднаквоста е дело на провидението и дека неговите главни својства се општоста и трајноста. Зачудува фактот што пратениците од малцинските заедници се согласуваат членот 9 да не се менува, без примена на Бадантеровиот принцип. Иако таквото одлучување изрично е предвидено во амандманите од 2001 година.
Посебно загрижува молкот на пратениците од редот на ДУИ. Не знам дали овде има некој од ДУИ. Можда има, фала Богу да има. Особено ако се има предвид дека се менува и преамбулата од 2001 година. Како и членот 8 од Уставот, со кој се утврдуваат темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Затоа зборувам за овие амандмани како амандмани со разорно дејство. Од наведеното веќе може да се заклучи дека од амандманот 33 нема потреба. Постојното решение содржано во членот 40 од Уставот е подобро од предложениот амандман. Тоа ако ви го кажува професор по уставно право, бар малку верувајте му. Згора на тоа, бракот е дефиниран на идентичен начин и со Европската конвенција за човековите права, а е поддржан и со една доста развиена юриспруденција на Европскиот суд за правдата. Конвенцијата и юриспруденцијата на Европскиот суд за човекови права имат поголемо значење за Македонија, отколку Уставот од 1991 година и сите досега донесени амандмани, ако искрено одлучила да се насочи и упати кон Брисел и Европската унија. Дефинициите за вонбрашната заедница и за сите други облици на животно партнерство се во длабока колизија со постојните уставни одредби. Членот 9 треба да остане ист како што е формулиран, а треба да остане и забраната за дискриминацијата како предмет на уставната жалба, така како што е формулирана уште 1991 година. Најголем проблем е амандманот 34 со кој се воведува меѓународната финансиска зона. Тој амандман треба да се отфрли, бидејќи е во колизија со преамбулата и со темелните вредности. Амандманот е во спротивност со европското примарно право. Ако има европејци, нека го чујат тоа. Како јадро на европското право, кое се применува врз целата територија на државите членки. Ова право не признава зони во државите членки во кои не се применува, не признава никакви исклучоци. Такви зони не признава ни секундарното право на ЕУ, а не признава ни Европскиот суд за правдата, бидејќи Европското уставно право е юридизирано во многу поголема мера од македонското. Токму юридизацијата, кај мене е овде судиката, она знае што е тоа, токму, да, добро, чекајте, само малку уште, па потоа јас ве напуштам и одам да ги гледам спомениците. Токму юридизацијата го одржува и зацврстува интегритетот на европското право, тоа што треба да се случи во Македонија. Дрско и арогантно предлагачот кажува дека во меѓународната финансиска зона даночното, комерцијалното и граѓанското право нема да се применува. Нема да се применува ни уставното, ни меѓународното право. Во зоната ќе се применува посебна правна регулатива, освен прописите од областа на кривишното право, но и тоа делумно. Таа ќе го дефинира кривишното дело перење на пари, ако го дефинира, нема да го дефинира, и таа ќе врши ревизија на собствената работа. Тоа е супер ревизија запишана во амандманот. Значи, криминалците ќе го терат криминалот. Надвор од примената ќе биде и судското право на Република Македонија. Зоната ќе има своји судски и регулативни органи и сама ќе ги решава споровите во рамките на зоната. Значи, ништо од оној закон што е предвиден дека ќе се регулира со закон зоната. Нема суштински елементи. Сите елементи на зоната се уредени со уставот, со амандманот, и на тој начин уставниот суд ќе биде попречен, нема да има никакви ингеренции, односно зоната ќе биде надвор од неговиот дострел. Се за банката имам доста широко, на тоа ќе го оставам, прочитајте го. Се слагам со тезата. Прво, нема потреба да се менува и тој амандман, бидејќи ги содржи сите елементи што ги содржи Лисабонскиот договор во врска со Централната Европска банка. Додека предложеното решение од тоа не содржи речиси ништо, освен некоја ценовна стабилност. А таа ценовна стабилност, тоа господинот Гошев ќе го објасни подобро, се одржува преку емисија на денарот, преку монетарната политика и други елементи што се во
постојното решение содржи. Ако нешто треба да се додаде, а треба да се додаде, а тоа е да зајакне независноста на гувернерот. Владата да не го предлага и да се види под кои услови гувернерот треба да се бира. Гувернерот мора да се произнесе за овој амандман. Ако не се произнесе за тој амандман, тогаш ќе ја добие истата оценка како и председателот Иванов. Професоре, знам дека е ѓаволски тешко да се прекине Добро, професор јас се во спасив. работа. Добро, јас се Меѓутоа не спасив. чека многу работа денес. Добро, јас се спасив, имам го напишано текстот, така, така да тоа нема сега. потреба да зборувам, ниту пак да интервенирам. Има Благодарам. потреба. Не се љутам. Моето е доволно. Повелете. Можеме да продолжиме. Навистина, вашето излагање, како и секогаш, беше многу инспиративно, отвори многу прашања кои што верувам дека ќе бидат предмет на расправи, на дискусии на денешнава дебата. И професорот пред почетокот спомна дека интегралниот текст го остава на располагање да биде закачен на социјалните мрежи за да може да се користи, елаборира и анализира за понатаму. Сега јас без најава некако природно преминав во првата сесија која што се однесува на уставните измени за правосудството, кои што професорот не ги загатна, меѓутоа сега во расправата ќе ги отвориме. Меѓутоа, пред да почнеме, со разработка на двата амандмани кои што се во листата на уставни 7 измени означени како амандман 37, 38 и 39, јас би сакала само накусо да направам еден кус преглед како вовед во натамушната дискусија околу тоа колку често посегаме по Уставот. Една мала статистика. Во изминативе 20 години треба да подсетиме дека се направени уставни измени во 8 циклуси, вклучувајќи го овој последниот. Првиот во 92 година, а посегнато е или изменети се променети 39 амандмани, вклучувајќи ги последниве 7. Најголемите уставни промени, како што спомна и Наде, се во 2001 како резултат на рамковниот договор, а големи реформи за судството беа направени во 2005 година. Тоа беа еден цел блок на измени кои што еве сега гледаме дека по неполни 10 години повторно се ставени на листата за уставни измени. Вашите колеги професоре знаат да кажат дека Уставот не е Библија, не е ни Коран, меѓутоа колку и господиот Цаца Судике Цаца, колку често посегаме по Уставот. Од првичната дискусија, јавна расправа што се отвори во Ману, беше спомнато дека сегментарно се оди во уставни измени, неподготвено. Каков е вашиот впечаток? Благодарам. Дозволете ми прво да го поздравам овој настан и покрај тоа што има доста големи мислења дека дебати по однос на овој наметнат устав нема потреба да има. Јас сепак сметам дека ако ништо друго, можеби за стручната јавност не е ништо ново, меѓутоа сепак за македонскиот граѓанин добро е да слушне и да види што во суштина со овие амандмани би требало да се постигне и што на некој начин се презентира, иако мислам дека дали има дебата или нема дебата, донесување на амандманите не е доведено во прашање, имајќи во предвид неколку елементи. Прво, уставните измени со дебата или без дебата ќе бидат донесени имајќи во предвид структурата и работењето на пратениците во собранието, кое не само да има мнозинство,
туку и поради отсуството на опозицијата и она што е особено важно поради нераздвоеноста на партиската власт или партијата од страна на државата и поради самата суштина и содржина на амандманите. Решено е и како во многу други случаи повторно ќе биде донесено така како што предлага владата. Со право може да се каже дека е текст кој што зачудува, имајќи во предвид да истата таја и ден денеска во одредени услови се применува без било какви промени. Јас ќе дадам само еден пример. Еве, во делот за сексуалната ориентација, во конвенцијата, во делот за бракот и така натаму, во конвенцијата нема некои посебни одредби. Меѓутоа, во два збора и други основи, неверојатно е овозможено да денешните услови или новите услови кои што се јавуваат се адекватни за да може таа конвенција да се примени. Има и други примери, како што е вонбрачната заедница, како што е дел во она што значи право на живот, она што значи заштита и така натаму. Меѓутоа, ова што денешните измени се предлагаат, мислам дека во многу голема мера го доведува принципот на владење на право од повеќе аспекти. Не само одлагањето на примена на Уставот, за кој што зборуваше професорот. Јас повеќе ќе се задржам за она што значи овие амандмани во делот на судството и овие амандмани во оној дел што значи можност да се заштитат човековите права преку една уставна жалба. Пред да почнам воопшто да зборувам за уставната жалба, сакам да напоменам дека името воопшто не е важно. Многу е важна суштината, многу е важно она што може да се постигне. И со досегашниот устав можело да се постапува како пандан на уставна жалба. Дали тоа ќе се вика уставна жалба, дали ќе се вика уставна тужба, дали ќе се вика апликација, еве во Босна тоа се вика апликација. Едноставно формата не е битна. И покрај тоа што во самиот устав, во амандманот на некој начин се почнува со збор од Уставниот суд као одлучува по уставна тужба. Нема ништо што е таја уставна тужба. Зошто, па ако сакате и во образложението, воопшто нема објаснување зошто треба тоа да биде уставна тужба, зошто тоа не може да биде нешто друго или зошто досега Уставниот суд не постапувал или многу ретко постапувал во испитување на предметот во содржината, во меритумот. Значи, ако се сака, апсолутно тврдам дека може да се постапува. Овие измени нема ништо повеќе да доведат од она што на некој начин досега било можност, а за тоа, ако нема некој друго прашање, би можела да почнам и да елаборирам. Значи, ако се погледнат правата кои што треба да бидат во надлежност, зборувам, треба да бидат во надлежност на постапување пред Уставниот суд, ќе видите... Замолила, ако може да почнеме прво со судскиот совет, па потоа ќе се осврнеме. Добро, зашто почна за тужбата и заменувањето, меѓутоа јас... Значи, македонското судство е рак рана на нашето општество. Во сите извештаи се споменува како една од најслабите алки и на патот на Македонија кон неу. Меѓутоа, впечаток е дека за сите овие години, 20 години, како да лутаме во изборот на моделите, при тоа бегајќи од суштината дека самиот избор на модел сам по себе не значи ништо. Затоа што во компаративните законодавства можеме да видиме примери на модели кои што даваат резултат и други
кои што не даваат резултати, што отвара простор за едно друго размислување. Дали ние во Македонија имаме политичка култура за примена на законите и за нивно искривување, или пак само се држиме до формата, а потоа не ја почитуваме. Затоа што, да ве подсетам, во 2005 година, кога беа уставните измени, со кои што се редефинираше тогашниот Републички совет, Републичкиот судски совет, избравме еден модел за кој што уште тогаш имаше стравување дека може да се претвори во монструм. Меѓутоа, не се случи она што сите се плашеа дека ќе добиеме некаков си бугарски модел на едно тело кое што е многу моќно, со голема концентрација на моќ, туку добивме тело кое што е уште позависно од извршната власт, од оној претходен модел кој што го имавме дотогаш. Значи, се избра моделот на судски совет со 15 членови во него, во кој што 8 представници членови беа избрани од редот на судиите на непосредни избори, 2 предлагаше председателот на државата, 3 собранието и 2 членови по функција, министерот за правда и председателот на Врховен суд. Во тоа време тоа беше објаснето како потреба за избалансираност и за присуство на сите 3 власти во функционирањето и изборот на судиите во државата е еден многу значен сегмент од општествениот живот. Меѓутоа, веќе во првите наредни извештаи се соочивме со ситуација за персонализација на представникот на извршната власт и во најмала мера во еден извештај на Европската комисија не достигаше тогашниот министер за правда да ни биде напишан со име и презиме. Како е можно судскиот совет, едно тело од 15 членови, во кој што извршната власт е представена само со еден член, да биде толкава закана? Не зборува ли тоа само по себе на целосен еден дефект во функционирањето на судскиот совет? Еве сега, пред неколку години, по препорака на експертите и домашните и меѓународните, направивме измена со тоа што му го земавме правото на глас на министерот, а сега во овие најнови решенија, во најновото решение кое што во текстот на уставните измени е насловено како деполитизација на судскиот совет, се нуди еден малку поинаков модел, а тоа е од 8 судии да се зголеми бројот на 10. Што е поинаквиот модел? Така, од напрашање. Од 10 и да ги нема 2 членови по функција. Колку е тоа гаранција дека ние ќе добиеме независно судско тело кое што ќе се грижи за избор и разрешување на судии? Нема ли да ни се случи после известно време да констатираме и сватиме дека и овие измени кои што ќе ги правиме, дали тоа како резултат на нашата желба, волја, искуство од праксата или како некаква препорака од Запад, дека ќе бидат недоволни? Каков судски совет добивме, професорке? Еве и предизвики за вас, професоре. Дали со овие измени предвидени во членот 38, каде што се предвидува 10 члена да бидат од редот на судиите, каде што 3
ќе бидат предложени од собранието и сега имаме некакво поголемо конкретизирање, па се бара тие да бидат од редот на универзитетските професори, адвокатите, истакнати предмети, истакнати правници, колку е тоа доволно? Имајќи го во вид она што ни се случува во изминативе години и начинот на функционирање на постојниот судски совет. Благодарам. Значи, јас во оној дел што значи историја на формирање на судскиот совет воопшто не би се впуштила, заради тоа што сите ние знаеме што се случуваше и како тој судски совет како орган работел. Значи, далеку од тоа да е тој самостоен и да е независен орган, така како што стои и во поранешниот устав, па и во сегашните измени, и во она што постојано се зборува на терен. Ако направиме некој компаративен преглед на начинот на избор на судии, ние ќе видиме многу различни модели. Од изборот што го врши председател, до избор кој што го врши министер за правда, до избор кој што се врши во собрание, парламент или на друг начин именувано законодавно тело. Она што е овдека важно е дека во државата ја нема поделбата на власта. Судска, законодавна и извршна. Секогаш судската се става на крај, јас нарочно сега ја ставив некаде во средина, барем на некој начин еден чекор понапред да отидеме, барем во перцепцијата што значи судска власт. Пред известно време реков и повторно ќе повторам и ќе го поддржам професорот во оној дел кај што на некој начин низ неговото излагање стои дека држава без судство не е држава. Да се разбереме. Ние можеме овдека колку сакаме да дискутираме за некои формални прашања и формирање еве на ваков судски совет. Само да нагласам дека многу скоро, а предпоставувам дека веќе државата одговорила на прашањето, каков орган е судскиот совет визави членот 6 од Европската конвенција за човекови права, во оној дел кога станува збор за избор, разрешување и дисциплински мерки. Еве тука е и агентот, може би и он во дискусија да се вклучи и да каже нешто во врска со ова. Зборот ми е дека основано се поставува прашањето каков орган е тој. Значи, на тоа прашање треба да се даде одговор. Декларативната заложба дека тој е самостоен и независен орган на судството ништо не кажува. Тој е веројатно единствен орган во државата кој што нема никаква одговорност. Ако не е така, еве професорот нека ме поправи. Единствена обврска на судскиот совет е да поднесе извештај за својата работа пред собранието. И нормално собранието го прифаќа или не го прифаќа. Еве, под предпоставки да не го прифати, што би се случило? Ништо. Не имавме ситуација кога судскиот совет избра судија, за да другиот ден после тоа каже, извинете, тој човек не можел да биде судија заради неговото не знам точно што беше образложението, дали некој криминално досие или постапка некоја кривична се води и така натаму. Такви работи не смеат да се дозволат на еден орган како што е судскиот совет. Ние во моментот имаме член во судскиот совет кој што е третиран како истакнат правник, а тоа е дете со 3 години стаж се на се, каде што од тие 3 години еден одреден дел му е приправнички стаж. Јас се извинувам, него јас повторно ќе го поставам прашањето. Дали оваа држава навистина сака да има независен орган кој што ќе врши избор на судии и ќе ги разрешува и дисциплинска постапка ќе води. Понатаму велите дека ќе се зголемел бројот на судии. И што ако се зголеми бројот на судии? Сите ние знаеме како течеше изборот на судии. А еве и ќе ви поставам едно прашање. Дали е возможно судија на основен суд да врши оценка на работа на судија на Врховен суд?
и како тоа во перцепцијата ќе биде оценето, особено што барем кај нас многу работи се случуваат на еден начин кој што не одговара на задоволување на стандардите на независност и непристрасност. Кај нас прво многу се меша терминот независност и непристрасност, значи се изедначува. Теоријата и Европскиот суд за човекови права разграничил многу и мислам дека во нашите 6-7 предмети, кои што се сега пред Страсбург, ќе имаме на некој начин едно одредено укажување во тој дел. Работата е дека овие две власти, парламентарната, законодавната и извршната, треба да сватат дека не смеат да се мешаат во работата на судиите, односно во извршување на судиската функција, и ако сакате во целиот оној контекст на избор, разрешување и дисциплинска постапка. Правните лекови кои што досега постојат и правните лекови кои што сега се нудат за заштита во фаза на избор, разрешување и дисциплинска постапка се многу слаби правни лекови. Скоро да тие не постојат во една ваква ситуација или во она што професорот досега го зборуваше, каде е извршната власт. Што извршната власт прави? Кај нас владата прави се. Кај нас владата носи предлог за измени, кај нас владата носи нацрт за измени, нема дебата, а и да има дебата, барем она ја што го видов, нема суштинска дебата. И во една таква ситуација, сите овие промени на судскиот совет, мислам дека воопшто нема да ја постигнат целта за самостојност и независност на судската власт. Самите членови на судскиот совет се зависни од различни причини и по различни основи. А јас се согласувам дека оние другите членови треба да бидат универзитетски професори, треба да бидат адвокати и други истакнати правници. Меѓутоа, мене ако ме прашате, концепцијски судскиот совет не треба да биде вака. Јас сум многу повеќе за концепцијата која што ја нуди Словенија во предлогот, односно во образложението, само Хрватска е дадена како пример, меѓутоа Хрватите имаа многу проблеми додека да дојдат до ова. И она што е многу важно, според мене, треба е тој што е член на судскиот совет во исто време да си ја обавува својата функција. Овдека да има во глава дека тој е судија и тој судски треба да размислува кога ќе одлучува за избор, разрешување и дисциплинска, за да знае дека утре задутре не е тоа џабе така кажано, во смисла да позади некаде во главата постојано работи дека ти можеш да се најдеш во оваа фаза или во оваа постапка или во слична постапка како твојот колега. Овдека изборот на членови на судски совет е таков да тие после тоа ретко се враќаат назад, а и ако се вратат назад, прашање е какви последици има она нивно претходно работење. Јас реков дека кај членови на судскиот совет нема никаква одговорност. Значи, они се луѓе кои што можат се да прават, никој не сме да ги прозива и никој не може да бара нивна одговорност. Што значи дека во една ваква ситуација, во каква што сега се наоѓа Македонија, каде што свеста, мене ми е многу жал, меѓутоа јас повторно ќе кажам, не е на она ниво кое што треба да биде во смисла на поделба на власта, во смисла на владење на правото. Владење на правото е некоја имагинарна субстанца која што во Македонија на многу одредени различити места многу различито се третира. Јас тука, еве, со оглед на времето, мислам дека одговорив на вашето прашање. Благодарам. Ако добро ве разбрав, вие сметате дека пред да се влезе воопшто во некакви нови уставни измени во делот на судството, потребна ни една широка расправа околу тоа каков судски совет имаме.
па понатаму да се види, да се бара некаков лек за судскиот совет. Ме подсетивте на она време кога во 2005 година во Holiday Inn се правеше една широка расправа околу тогашните уставни измени и во посета на Македонија како гостин на таа расправа беше поканета една словенечка судика, Маја Тратник, која што во тоа време, во 2005 година, беше председател на европските судии. Поправам, председател на Интернационалната асоциација на судии. Уште подобро. И во паузата помеѓу дебатата, ние разговаравме и правевме интервју за мојот весник. И јас свесно, преземајќи го ризикот да излезам неинформирана и дури чудна пред гостинката, и поставив едно прашање водена од нашите околности, од нашиот политички контекст, со цел да ја отсликам на македонската публика свеста на европските судии за тоа што значи избор на судии. И многу навидум наивно и го поставив прашањето дали, а во тоа време Словенија имаше ист модел како нашиот, значи судиите се избира по предлог на Републичкиот судски совет во парламентот. И ја прашав гостинката дали кога едно парламентарно мнозинство ќе избере судии, тие добиваат етикета дека се избрани во тоа или дека се блиски до таа владеачка гарнитура која е на власт. Гостинката зачудено ме погледна и ми рече: па господјо, некое парламентарно мнозинство мора да ги избере, а нашите судии ги избираат и со гласови на опозицијата. Се цени квалитетот на судијата, а не блискост. Сето тоа ви го кажувам за да ја доловам свеста за тоа што значи европски судија, без желба да ги глорифицирам европските судии и словеничките судии, меѓутоа повеќе за да ја отсликам нашата ситуација овде и начинот на кој што се користи изборот и се користеше изборот на судии за сигматизација на еден добар процент на избрани судии и заговарањето дека е потребен нов генерален реизбор или промена во структурата на судиите, кои се 600 и повеќе на број, затоа што ги избрало едно парламентарно мнозинство. Оттаму, веројатно професорите и стручната јавност ќе имаат што да кажат околу тоа колку овие и вакви уставни измени ќе помогнат да добиеме ние подсврст, понезависен судски совет, доколку самите членови на судски совет во неврзани разговори ви велат дека пред да се јавите на конкурс потребно е да го поминете партискиот филтер во ДУИ ВМРО и дека начинот на напредувањето во голема мерка е зависност од расположението и блискоста со владеачките партии. Оттаму се чини дека нешто длабоко ни шкрипи во начинот на функционирање на судскиот совет и дека на ваков начин нема да постигнеме многу. Во корелација со ова можеме да се надоврзаме и на прашањето што изборот на суди и обвинители веќе ќе ни биде на тест пред Европскиот суд за човекови права, каде што во текот на годинава една македонска апликација треба да 6 мина суди да се произнесат од тоа колку е тој избор извршен законски. Потаму би сакала
да се надоврзаме и да го вклучиме и професорот Шкарич, некако не е во дефанзива во овој период. Он така и рече, мислам. Да, колку, значи, ова решение кое што е некако поврзано со амандманот 38, а е внесено во наредниот 39, каде што на Уставниот суд му даваме нова надлежност да се занимава со одлуките на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители, е најсрекното решение. Добро, баш прашам, дали си правник или новинар, кој ми рекол дека си новинар, Па, не зачудува што тешко зборуваш, сепак термини, поими, категории, али добро, си се припремила, многу прашања отворивте, за тоа треба, али да што сега се држиме на амандманот? Ова решение сега што е предложено да се зголеми бројот на судиите од Советот од 8 на 10 е чекор напред и треба да ја следиме таа логика. Да се создадат подобри услови или пошироки можности судиите да вршат влијание врз избор на нови судии. Тоа е логично. Тоа не е во судир со логиката. И од гледиштето на поделба на власта, нека таа власт ги избира судиите. Второ, сегашниот концепт на судски совет е граден од гледиштето на началото на поделба на власта. Поделба на власта не значи три области, три гранки изолирани една од друга. Напротив, секој има своја компетенција, али истовремено другите две власти да имат можност да влијаат врз третата власт и обратно. Не може судството да се препушти само на судиите. Може да настапи судократија. Тек тогаш ќе се прашаме што е тоа. Значи мора да има влијание и на извршната и на законодавната власт. Да има запирање на една власт со друга власт. Ако нема запирање, тогаш ништо нема од начелото на поделба на власта. Мерката на тоа запирање и балансирање е прашање на уметност, која делумно зависи и од правните решенија, но најмногу зависи од квалитетот на носителите на тие власти. А квалитетот на судија, судија неслучајно историски гледано биле уште од Хамураби па се до Француска револуција свештеници, да бидат поблизу до Бога, да има чувство изразено за правда. Тоа не се учи само. Тоа се чувствува, тоа е антропологија, тоа се процеси кои и амбиентот. Но во тоа да не нафлегувам. Значи решението. Нека продолжи натаму процес. Јас дури сум и поборник, нека бар за почеток сите 15 члена бидат судии, за да не можат судиите потоа да се жалат. Но, кажувам, штетата ќе настане за принципот на поделба на власта на балансирање. Ако се пожела дека немат финансии, кому тоа ќе му го кажат? Министерот за правда природно е да биде тамо, да може да води сметка за условите под кои што судството работи. Природно е и шефот на држава да има одредено влијание. И обратно. Во која смисла обратно? Кај нас, освен председателот на Републиката, ниеден друг јавен функционер не подлегнува на одговорност. Владата, и тоа е веќе друг модел во парламентар, друго не. Значи немаме контра. Од гледиштето на судството и другите области. Но, моделот на судството, земено во целина, е исто така проблематичен. Од секогаш, од почетокот, уште од 91 година до ден денес, тврдам дека овој модел на судски систем во Македонија не може да даде подобри резултати од овие што ги дават. Од проста причина, што ние немаме специализирани судови. Преовлада тезата дека Македонија е мала, дека нема потреба судиите да се специализираат. И трагедијата да биде поголема, тоа го зборуваат професори од правен факултет. Претежно кривичари. Па добро, колеги, ако нема потреба судиите да се специализираат, или ако судијата може да биде компетентен да решава и кривични и граѓански, и други видови спорови,
Тогаш зошто има специализација на универзитетот? Еден е професор по кривишно, друг е по граѓанско, трети е по уставно. Зошто овде ние не сме сите професори? Тие бе од мене подалеко овде. Сега имаме универзитетски професори по 12 предмети што држат. И иста состојба ќе имаме на универзитетот како и во судството. Не може без специализација, не може да се бара од еден судија да биде компетентен да решава за секакви спорови. А и што е најбитно, од карактерот на спорот зависи и процедурата. Не може за трговски спор, за економски спор да има иста процедура како и за кривишното дело убиство. Тука мора да бидат процедурите побрзи и со економски ефект, а таму е поинаку. Кај нас може се. Ако може се, еве ова. Тврдам дека се додека Македонија не го прифати концептот на специализирани судови, нема да има успех. Ние сме единствена земја без специализирани судови. Да се вратам сега на Советот. Власта, било која да е власт, и ова и претходната. Па претходната 2005 година инсистира председател на Врховен суд да биде член на судски совет затоа што председателот во тоа време беше СДСМовец. Јас се спротивставував. Дајте, не може председател на Врховен суд да биде член на судски совет кога тој произлегува од судскиот совет. Ете како практично власта ги реша. И ова власт сега, и идната, нема да се откаже лесно од доминација врз судството. Ова власт како го врши влијанието? Не е само преку тогашниот министер што го спомнувате. Најголемо влијание се врши преку председателите на судовите. Председатели на судови во одредени судови за време на изборите кога ќе ги соберат избирачките ливчиња, ги гледа кој за што гласал. Значи, што тогашни целиот судски систем и зашто ние зборуваме кога власта преку различни инструменти врши влијание, а нашиот систем нема можност, нема инструменти таквите насилници да ги изведе на суд и да ги казнува. Нема юридизација на уставното право. И да завршам. Кај нас, гледате, кога ќе ги погледате, оној Совет за реформи формиран 2004 година, анализите, големи анализи се правени. Но, сите тврдат дека се е добро, само треба нешто да се наштима, а уствари и концепцијски е погрешен судскиот систем, а и тој е партизиран затоа што власта има можности да влие, а без за тоа да одговара. Благодарам. Значи, само да додадам, мислам дека ние имаме на некој начин две процедури. Ние имаме закон за кривична постапка, ние имаме закон за граѓанска постапка, така да со една можеби посовесна работа нема да има проблем во завршување на предметите. Проблемот во делот на специализираност на судиите е проблем и покрај тоа што во судовите се направија некои оделенија, граѓански и кривични прекршоци, меѓутоа прашањето е каков е квалитетот на судиите кои што постапуваат и каков е квалитетот на судии кои што се избрани за судии. Јас мојот пример нема да го спомнам, меѓутоа ќе го спомнам примерот на судија на Уставен суд, кога заврши мандатот, судија кој што во своите одлуки највеќе го земаше во предвид конвенцијското право, тој човек апсолутно не беше подобен за судија на Врховен суд. За разлика од првостепените судии кои што станаат директно судии на Врховниот суд. Ние имаме ситуација каде што државата ја одложи примената на законот, каде што требаше да има судии во основните судови од лицата кои што ја завршија академијата за судии и обвинители. Толку многу се зборува за таа академија, толку многу средства се дадени, не само од домашните, да речам, финансиски ресурси, и од надворешните ресурси. Ја не знам дали има судија кривичар кој што не отиде во Америка. Еве Гордан е тука, па сите отидоа да го изучуваат системот на новата кривична постапка. Ние имаме ситуација да извршното оделение кај обвинителството не функционира. А зашто не функционира?
заради одредени спреги, заради одредени се уште недовршени ситуации. Не можеме ние да бараме нешто да функционира кога едноставно законите, уставот не се имплементираат, не се третираат. Нема аргументи. Добро би било сега со давањето на можност да судскиот совет даде аргументи зошто некој е избран, зошто некој не е избран. Затоа што за разрешување имало можност да се цени. Меѓутоа, па ќе кажам ја, она што беше во Врховниот суд, значи председателот на Врховен суд беше во судскиот совет, истиот тој председател на Врховен суд одбираше кој ќе биде во совет на судии кои што ќе постапуваат по жалба на одлуката на судскиот совет. Има еден принцип, тој принцип на така наречена objective appearance, кој што многу често се спомнува во предметите пред Европскиот суд за човекови права. Принцип кој што не е извлечен само од конвенцијата. Се знае да се каже дека правдата не треба само да се прави, треба да се гледа дека е правдата направена. Тука имаме ние голем проблем. За било кој предмет сега, кој што влегува во суд, кој што од некој интерес, било кого да прашате ќе кажат, се знае одлуката како ќе биде. Ќе биде во корист на владеачката гарнитура. Во една таква состојба јас не знам кој колку ја сватил. И поделбата на власта и владењето на право и она што е особено важно, независноста и непристрасност. И затоа велам дека не сум сигурна се додека не се тргне од размислувањето дека треба да се влијае врз судијата и се додека не се остварат критериуми кои што ќе обезбедат квалитетен судски совет, дека ние ќе имаме ваква состојба. Што год ние да правиме во делот на измена на телото кое што бира судии. Отворивме многу прашања, секој од овие заслужува посебна дебата, меѓутоа со оглед на тоа што во текстот на нацрт амандманите, како две многу значајни новини се посочуваат уставната жалба и одлучувањето по жалба на одлуките на Советот, Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители, јас би замолила сега да се концентрираме на овој дел. Вие спомнавте во претходното излагање дека и сегашниот устав овозможуваше и даваше право да се одлучува во заштитата на човековите права и слободи, бидејќи еден корпус на права беа предвидени во уставот. Меѓутоа, праксата на Уставниот суд покажа дека многу малку се користеа или не речеси незначително и се покажа како неефикасно решение. Па така од 40 на иницијативи за заштита, само еден, колку што се сеќавам случај, со градоначалникот на Заја заврши позитивно, а сите беа отфрлени. Колку сега ова натамошно проширување на листата ќе овозможи поголема заштита на граѓаните на кои што им се кршени човековите права и слободи, колку е тоа наша изворна потреба, а колку пак резултат на Европскиот суд за човекови права, кој притиснат од собствената неажурност и големиот наплив на предмети, сега бара начин во домашните законодавства да се внесе уште една инстанца, уште еден механизам кој што би го намалил бројот на предмети во судот во Страсбург. Значи вака, не станува збор за уште една инстанца, оставено е на државата која што го ратификуваше протоколот 14 да најде начин за субсидијарна примена на Европската конвенција за човекови права на територија на дадената држава. Значи дека државата е таја која што ќе одлучи на кој начин тоа ќе го направи. Јас ве уверувам дека ако Врховниот суд или Уставниот суд употребува
судска пракса на Европскиот суд за човекови права, наведувајќи ги принципите, тоа е начин на примена на тој субсидиарен систем. Значи, никој не рекол ние што треба да направиме. Тоа е на државата да одлучи. Кажано е дека уставната тужба, односно оние судови кои што се бават со уставните права, дека се тие кои што можеби највеќе ќе допринесат. Меѓутоа, ако земеме да ја гледаме еве листата која што е проширена, вие велите проширена, ја велам дека е тоа формално правно проширена. Ќе ви посочам пример. Правото на слободата на човекот е како едно право, за да подолу вели правото на слобода на движење. Правото на слобода на движење е инкорпорирано во правото на слобода за кое што погоре се зборува на човекот. Ако се земе членот 5 од Европската конвенција, ако земе тука да се елаборира ова право, нема потреба, значи, овие две права. Понатаму, зборуваме за право на презумпција на невиност и право на фер судење. Значи, тоа е од членот 6 од конвенцијата. Името на членот 6 е право на фер судење, на фер постапување. Во ова право влегува и презумпцијата на невиност. Што се сакало да се постигне со посебно право на презумпција на невиност и посебно именување на фер судење? Фер судење не е само во оној дел што значи целокупниот член текстуален, член 6 мислам. Значи, треба да го имате во предвид праксата на Европскиот суд за човекови права, за да видите што тука влегува. Тука е идејата да некој кој што ќе постапува по овие предмети, треба да ги гледа сите сегменти и сите елементи што носат до фер судење. Јас се прашувам како Уставниот суд ќе одлучува дали тој одреден суд е суд кој што е основан со закон, кој што работи на криминални предмети, на граѓански предмети и еве, ако сакате, и должина на постапката. Влегува во правото на фер судење. Кој ќе постапува сега по должина на постапката? Врховниот суд, кој што веќе му е дадена надлежност. Или повторно странката ќе треба прво доди пред Врховниот суд, па после доди пред Уставниот суд. Што ќе правиме? Ќе правиме одолговлечување на постапката. Понатаму, слободата на уверување, посебно совеста, мисла, јавно изразување на мисла. Што е разлика помеѓу мисла и јавно изразување на мисла? Мислата си е во глава, значи тука никој не може да те интервенира. Јавното изразување на мисла веќе е доведено во прашање дали е возможно или не. Имам впечаток дека се само повеќе вака наброени права за да изгледа малце пошироко, за да изгледа поголема надлежност. Понатаму, дискриминацијата. Значи, сосема е заменета дискриминација со еднаквост на граѓаните во слободите и правата и се вели независно пол и така натаму. Без да го има оној сегмент што го има во Законот за забрана за дискриминација. Ние имаме устав кој што е послаб од законот. Самиот закон зборува за други основи во кои што можат многу работи да се внесат, па и ако сакате комисијата има одлучувано по тие други основи во делот на сексуалната ориентација. Значи имаме една конфузија, имаме една нејасност која што во никој случај, барем во почеток, сметам дека нема да не доведе до она што значи суштинско остварување и гарантирање на човековите права. Во поранешниот текст, ја не знам сега тој е изваден, ја ова што го имам, стоеше дека со закон ќе се определува процедурата. Сега веќе тоа го нема. Дали е оставено образложението на амандманот? Не, во поранешниот текст тука го имаше законот. Имаше како не, еве, сега ќе ви го прочитам.
законот го имаше и јас дури кога го видов ова, првото прашање ми беше што е сега со оној деловник кој што постои, што е сега со овој закон? Заради тоа што во деловникот има многу суштински работи. Друго е прашање дали треба да биде деловник или треба да биде закон. Тоа е сосема друго прашање. Јас овдека сега вака повеќе ова го кажувам во врска со она што значи конфузност, нејасност и што значи она што е особено важно, како таа одлука на Уставниот суд ќе се извршува, што со таа одлука ќе се направи. Ако се донесе само одлука, во која што одлука само ќе се констатира повредата, ние ништо не сме направиле. Ние не сме ја изремедирале ситуацијата. Зборувам само за човекови права, не зборувам за заштита на уставност и законитост. Во полето на дискусии има правници кои што сметаат дека Уставниот суд не може да се впушти во оценка на работата на редовните судови. Сега тука би го кажала и би го презентирала она што е пракса на Уставниот суд на Босна и Херцеговина, а ако сакате на сите веќе судови во регионот. Има ли време? Не, само една реченица. Реченицата е во тоа дека од кога ќе се утврди интервенцијата, значи интервенцијата е направена со пресуда на Врховниот суд, мора нешто да се каже во врска со таа пресуда на Врховен суд. Ако е повредено правото на фер постапување, значи постапката треба да се врати назад за да почне одново, за да се даде можност тие фер стандарди да бидат имплементирани. Или она што е пракса на сите судови во регионот, освен во Македонија, е да се укинуваат одлуките со кои што е извршена интервенција, за да се даде можност да се ремедира ситуацијата. Кое што исто така може да се врзе и со надоместокот на штета, али тоа не целосно ја ремедира ситуацијата. Значи, тука нема нешто кое што може да се извлече како тоа би било и што би работел и како би постапувал Уставниот суд. Ние имаме, Гордана спомна, имаме пресуди каде што Уставниот суд во сам почеток не навлегува во меритум, не навлегува во суштина, он ја отфрла. Имаме пресуди каде што со одлука на Врховниот суд и со одлука на обвинителството не е поведувано кривична постапка, за да е поведена некоја субсидијарка, сега веќе немаме можности за субсидијарка, многу прашања се отварат. На овој начин нема да се реши она што значи ефективно постапување пред Уставниот суд. Благодарам. Добро. Можам ја да кажам нешто? Да. На професорот Шкарич во овој дел и уште еден сегмент, ако може во дискусијата да го опфатите, а тоа е ставот на Венецијанската комисија, кој што беше содржан во нивната студија индивидуален пристап до уставна тужба, каде што нагласува дека една земја која што сака да пристапи кон уставна тужба, треба тоа да го направи на начин кој што нема да ја пролонгира постапката. Значи да има судот капацитет и ресурси. Ако може, значи да се осврнете на овие два сегмента. Првиот околу самата содржина на уставната тужба, а вториот аспект е овој околу капацитетите на сегашниот устав. Еве и во овој пат ќе го бранам парламентарното мнозинство и владата. Добро е што се шири предметот на уставната жалба. Иако интересно и прашањето и многу значајно, дали тужба или жалба. Но јас се определив да биде жалба затоа што граѓаните по Уставен суд ќе одат со тужба пред Страсбург и да не се ствара конфузија. Но не е битно сега тоа. Но и термините се битни. Особено кога станува збор за правото. Правото е терминологија и форма и неговата моќ е во формата. Ако се спазува формата, ако е прецизна и јасна, тогаш доаѓа до да си моќ. Но тоа да го ставиме. Кога зборуваме за Уставен суд, тоа е сепак друга проблематика од редовното судство, па и поинаква проблематика од Европскиот суд во Страсбург,
колешката Маргарита е судика во тој суд по долго време, има искуство и тоа е добро, но слабо познаваш уставно право. Сега вака. А сега зашто ти го кажувам слабо познаваш? Затоа што се сеќавам во бараките на факултетот се сретнавте и прво што те прашав дали вие сте редовен студент или вореден. Ти се гордееше што си вонреден, што не идеш на предавање. Сега ќе имаш прилика еве да чуеш нешто сега. Видите? А уставно право бевме пребар. Не одеш. Чекај. Таков однос имам кон сите студенти аристократи што не доаѓаат на предавање. И тоа им го кажувам и на испит и затоа ги спуштам алаба. Добро сега. Видите, едно право да се прошири од овие 5, така како што се формулирани, а формулирани се од луѓе кои што не се бават со уставно право, тоа е на позната експертска група. Па која е способна за се да пишува? Па и сега сите сме ние способни за се и се што. И за се и се што зборуваме и затоа и ние придонесуваме во таа конфузија. Оние 5 слободи и права, кои не може никој да ги расчлени, но може уставниот суд со толкувањето. Секаде се врши толкување, Европскиот суд за човекови права, да не зборуваме за Луксембуршкиот. Па тоа е моќта на правот, судиите да толкуваат и да пишуваат ново право. А ние кажуваме, извините суди, вие ќе го применете само тоа што е напишано од Ѓорчев и од овие други правници со по 20 години студии. Тоа ќе го применувате. Немојте случајно да создавате право. Немојте. А целата Америка, Соединените американски држави го изградија системот благодарејќи што Врховниот суд се избори да им каже на Конгресот, ние го разбираме правото како суди повеќе отколку вие сенатори и пратеници. Па природно е судија да го разбира правото и да го толкува правото. Но да се задржам. Од тие 5, сега со овој предлог се шири жалбата на уште 12, независно дали точно може да се наведат правата. Слобода на движење сосем поинаква слобода од притвор. Да не зборувам сега за други. Нека така како што се запишани, ја и затоа и предлагам овој текст, нека предмет на уставна жалба бидат не само овие 17 заедно со 5 стари, туку сите основни слободи и права запишани во Уставот. Не да се прави класификација. Кој е тој што може да направи поделба на слободите и правата? Овде влегуваат само лични и политички слободи и права. Социјалните, културните, малцинските, особено културните не се тука, бидејќи владата има страф од штрајк. Владата сака се ово што е собственост да го земе, да го раскрчми. Правото на собственост да не биде заштитено предмет. Па ве молам, според изјави на некои адвокати, над 70% од судските пресуди предмет е заштита на приватната собственост. И верувајте, дека владата повеќе би сакала да биде комотна во кршење на тоа право отколку било кое друго лично или политичко. Нека предметот ги опати сите слободи и права, вклучувајќи ги и должностите. Па како можам да плаќам телевизија, да плаќам данок, кога секој вечер го гледам Латас и овие други тамо државни, па чекајте, па бар имам право да протестирам и една жалба до Уставен суд, да проверам дали имам должност да плаќам данок и под кои услови. Сите слободи и право, вклучувајќи ги должностите, предмет на уставна жалба. Плюс тоа, ако сакаме да бидеме демократска земја и да одиме напред, тогаш треба да бидат опфатени и други слободи и права предвидени со законите. А, се плашите ли вие тоа? Па чекај. Не, далеко од тоа. Па фала Богу. Фала Богу, фала. Дајте. Сигурно да се внесе. А ова сега што се предлага, овака како што е предложено, се слагам. Таков е уставот, така ги наведува слободите и правата, али затоа се криви оние тамо експерти со бради, без бради, со оние мајстори, вакви, такви. Уставот да се почитува таков каков. А ако има некој нејаснотија, Уставниот суд тоа ќе го толкува. Според тоа, една од клучните работи што сега треба да се предложи од овој собир, да се овласти
Уставниот суд има право да го толкува Уставот. Затоа што уставните суди бегаат од таа обврска, бидејќи треба нешто да знаат, бар уставна теорија. Тоа е нормално да знаат, али бегаат од таа надлежност. Па да се толкува, за тоа треба знаење. Значи, Уставниот суд не само да го толкува, самиот овој амандман ќе изврши притисок од натежна реорганизација на Уставниот суд. Еве, како гледате во Словенија, дури 94-та, па 3 одел, еден одел граѓански, втор кривичен, не знам таму административен, натрешна структура. Квалитетот, ќе видите под каква мака ќе бидат овие судии кои не ги исполнуваат критериумите за избор на службеници во органите на државна управа. Нека се судрат малку со Уставот, со уставната жалба. Бар да има професорот нешто да пишува. Па како се настанати персиски писма, благодарејќи на персијците во Париз, кои не знаеле кај да одат. Нека овие амандмани да се поддржат со овој предлог сега што го дадов. Сите слободи и права и правата опфатени со закон. Јас тоа го поздравувам. Благодарам. Да. Бидејќи загазавме веќе и во терминот од другата сесија, доколку има прашања, повелете, само ќе ве замолам да се представите пред да поставите прашање. Или некаков коментар на досегашниот тек на... Владиниот агент Богданов, повелете. Благодарам. Значи, јас сум Костадин Богданов. Да, Костадин Богданов, владин агент на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Сега се слушаме. Да, добро. Значи, јас сум Костадин Богданов, владин агент пред Европскиот суд за човекови права. И да кажам дека, еве, ние вака од бирото имаме најголем допир со, нормално, со предметите кои што завршуваат во Страсбург. И во овој дел за човековите права можеби најдобро ја познаваме ситуацијата како истата да се ремедира на домашно ниво. Најпрво би сакал да се заблагодарам за поканата на институтот, за да учествуваме во оваа дебата, да се заблагодарам и на воведничарите за интересните констатации и размислувања. Не можам нормално со све да се согласам. Се согласувам со делот на професорот Шкарич во однос на опсегот на правата, така што и, да кажам, јас сум на мислење дека опсегот требаше да биде поширок во смисла да ги опфати сите права кои што се загарантирани со конвенцијата и со протоколите. Меѓутоа, едно такво решение можеби представуваше и ризик, бидејќи од друга страна секогаш имаше критичари кои смета дека одеднаш е опасно да се преоптерети Уставниот суд со сите права, особено оние права од економската, социјалната и културната сфера, која се многу широки и општи и може различно да се толкуваат и голем број апликации, да кажем, одеднаш да се јават пред Уставниот суд и едноставно тие апликации за тие права да ги претопат овие, да кажам, кои се однесуваат на граѓанските и политички права, иако не правам хиерархија нормално меѓу правата. Се согласувам и дека педигрето на Уставниот суд сега од постоењето на Република Македонија не може да се пофалиме со некоја статистика во постапувањето на овие предмети. Значи не се 40 иницијативи, како што кажа Гордана, повеќе од 250 иницијативи се поднесени до сега, од кои што само една е уважена, 249 се отфрлени од процесни причини и така натаму. Меѓутоа, тука го лоцирам, не го лоцирам проблемот, иако многу правници во овие дебати се подпираат на составот на Уставниот суд, персоналниот состав, судиите и слично. Значи, овие 240 предмети се отфрлени, да кажам, во последните 20 години, при различни состави на Уставниот суд, при различни председатели и слично. Значи, сите на некој начин постапувале идентично, односно не постапувале согласно праксата на Европскиот суд за човекови права. И од тие причини, дефинитивно, не само уставните судии, туку и стручните соработници ќе треба да се обучат во детали, значи во една посуштински со праксата на Европскиот суд за човекови права, како би со тек на време
Значи би имале можност да решаваат по овие предмети на линија на ЕСЧП. Втора работа што е многу битна и што создава дилема во јавноста е во однос на ефикасноста на правниот лек и дали ќе треба да го искористат граѓаните, односно дали ќе се јави Уставниот суд како кочничар на остварување на правата, односно четврта инстанца и така натаму. Во овој поглед знае тука и судија Цаца дека граѓаните нема да бидат должни да го искористат овој правен лек се до нај моментот дека Европскиот суд за човекови права нема да каже дека лекот е ефикасен. Значи тоа може да се случи за пола година, може за година, може за 3. Правното средство кое што е пред Врховниот суд не требаше 3 години да ја докажеме ефикасноста, и таа ефикасност е докажана во одлуката Аџиспирковска, че 3 години судот го испитуваше средството за судење во разумен рок дали е ефикасно и на крај кажа дека е ефикасно и треба граѓаните да го искористат пред да одат во Страсбург. Што значи дека до оној момент или доколку самиот правен лек е неефикасен од X причини, не се применува правото на ЕСЧП и така натаму, се отфрлаат тужбите и слично, граѓаните одново ќе немаат потреба да го искористат. Че тоа ќе стане инстанца во оној момент кога ќе биде ефикасно, бидејќи еве тука и судија Цаца, јас претпоставувам ќе се случи следново. Сите предмети кои што ќе бидат поднесени до ЕСЧП после стапувањето на амандманот на сила и после донесувањето, претпоставувам, на Уставниот закон за постапување на Уставниот суд во овие предмети, а нема да го искористат, значи, тоа средство, иако теоретски требале, Европскиот суд за човекови права нема да ги отфрли, туку ќе не ги достави на одговор со прашање дали нашето средство пред Уставниот суд го сметаме за ефикасно. Ако ние не го одбраниме во некоја наредна тура, наредна година, 2-3, сите тие предмети кои што не го искористиле ова средство, судот ќе се ги процесуира и сите идни нема потреба да го искористуваат. Меѓутоа, ако го одбраниме, а ќе го одбраниме само ако навистина Уставниот суд е ефикасно правно средство, значи таму нема пред ЕСЧП нели да се представува нешто друго што не е. Ако го одбраниме, во тој случај веќе ќе стане ефикасно правно средство, меѓутоа во тој случај навистина и ќе биде ефикасно правно средство онакво како што му треба, да кажем, на нашиот систем. Еве, може и судија Цаца нешто да надополни во тој дел. Благодарам. Она што мене ми овде проблематично е што во самиот амандман стои кои правни средства, кои се исцрпени или не се предвидени други домашни, редовни или вонредни правни средства за нивна заштита. Значи, дадени се две можности. Едното е да биде исцрпено, а другото, ако не се предвидени. Сега во ова првово, ја не знам како државата ќе каже, па добра, и не е ефикасно ова правно средство, кога ние во самиот устав сме го дале како обврска да се исцрпува. Ме сваќате во што е проблемот? Значи, ние сега во овој амандман овде зборуваме за субсидијарниот пристап. Значи, зборуваме за она што значи пракса на Европскиот суд за човекови права. И затоа, бар прашањето како што ми беше поставено, и затоа ја повеќе се држев на она што значи пракса на Европскиот суд за човекови права. Ние не знам што ќе кажете, еве за делот еднаквост кај граѓанинот, кога забрана за дискриминација. Протокол 12 вели забрана за дискриминација со закон и така натаму. Прашањето на еднаквост и дискриминација мислам дека е малце дискутабилно. Не секогаш еднаквоста, односно не секогаш дискриминацијата ќе го покрие. Каде се сличните ситуации? Има многу прашања кои што Уставниот суд ќе треба да ги разграничува и нема да биде само тоа теоретското, да кажам, толкување на Уставот, зашто овдека не е дадена многу можност за некое друго толкување. Тука, ако се оди на тоа што е уставна тужба, ако се оди на она што е предлог на Венецијанска комисија, само судот теоретското презентирање може во своја подкрепа да го даде. Меѓутоа, треба да одлучи суштински. Е исцрпено тоа правно средство или не е? Треба да оди пред Врховен суд или не? Еве, што е вашето гледање за должина на постапка? Ке треба да оди пред Врховен суд? Да. Да.
Ама овде вака како што е оставено да се елаборира. Должина на постапка е внесена во фер постапка. Презумција на невиност само е издвоено, а другите права кај Equality of Arms, каде се доказните средства, аргументација, каде е право на адвокат, мислам има многу права од ческа. Затоа моето мислење беше дека е подобро да се има онаа номенклатура која што е дадена во конвенцијата и одредени други додатни права, ако веќе се смета. Сопственоста, што вели професорот, невозможно е да нема. Невозможно е. Мислам, кога веќе одиме на листа, а инаку дека Уставниот суд мора да постапува, ја мислам дека мора да постапува. Значи, јас сум збунет и од судиката. Или пак мојата логика не работи, правничка логика. Уставната жалба се воведува за одредена група за слободи и права. Овие 17 што се. За да по завршувањето на процесот пред Уставниот суд биде исцрпена целокупната постапка за заштита на тие слободи и права така како што се наведе. Од тој момент тече рокот за барање заштита пред судот во Страсбург. Чекајте, па онда вие сте лом тамо, чекајте. Па немојте добро, не може вие се добро. Чекајте. Правото е прецизно и јасно. Ако не е право и пред тоа е тогаш политика. Видите, да не ствараме забуна, бар пред ова. Дури по завршената по одлуката на Уставниот суд, граѓаните ќе можат додат во Страсбург. Нема Страсбург да кажува, или тој суд Страсбуршки да каже дали било тоа ефикасно средство. Па прво, не може тоа тој суд да го оцени. Не може. Он може да се произнесе дали е жалбата, односно тужбата прифатлива или не. Ако е прифатлива, ќе донесе пресуда и таква. И со тоа завршува процесот. Инаку, ако биде овака флуидно како што вие двајцата зборувате, тогаш ова треба се да се повлечи, да се фрли во кош. Да не ги замајасуваме граѓаните. Уставниот суд, неговата одлука, ќе биде моментот од кој ќе тече рокот за поднесување на тужба пред Страсбург. Само една мала информа. 97 година, во врска со овие прашања, судот од Страсбург се обрати до тогашниот Уставен суд и се сеќавам. Во писмото бараше до министерот за правда. Ве молам, господине Спасов, обавите разговор со Уставниот суд и кажете ни дали одлуките на Уставниот суд на Македонија подлежат на ревизија пред судот во Страсбург, односно дали ќе можат граѓаните да се обраќаат пред Страсбург. Нетков како професор по управно право рече, не, нашите одлуки не, ние имаме абстрактен спор, они не знаеше дека има 5 слободи, ама чекајте, 5 слободи и права има конкретен спор, тоа е уставна тужба, само никој не знаеше дека таква тужба, никаде не е наведено, тоа е вакуум. Сега ќе се поправи тој вакуум, таа дупка и ќе добие одредена физиономија жалбата пред Уставен суд и граѓаните ќе добијат можност да одат пред Страсбург. Ова е, ако не е така како што ја сега кажувам, тогаш бидете убедени суди и вие представниче, се сте помешале и внесувате поголема конфузија. Значи, досегашниот тек на расправата покажува дека секој од овие амандмани отвара цела една лепеза на други подпрашања и затоа во интерес на времето јас тука би ја затворила првата сесија со една мала пауза од 10 минути за кафе и потоа преминуваме на вториот дел од дебатата.